Штипогода вечера во спортскиот рекреативен центар 25 мај во Радовиш го игра реваншот од Европскиот челендж куп против норвешкиот Кол Ил. Тренерот на штипскиот клуб Кристијан Ристевски за МН телевизија истакна дека надпреварот ќе биде тежок, но верува дека неговиот тим може да дојде до победа, која ќе го однесе во следната фаза од ова европско надпреварување, а каде ќе се соочи со италијанскиот Милано. На првиот меч во Осло, Кол Ил беше подобар со 3-1 во сетови, но Штипин имаат реални шанси за победа во Радовиш, која ќе им одговара само 3-1 или 3-0 во сетови. Добро, се враќаме со резултат 3-1 за Кол Ил од Осло. Беше тоа, би рекол, некоја пеколна атмосфера, пеколна игра таму во Норвешка. Јас неколку пати по медиумите нагласив дека ние сме изравнети екипи и двете настапуваме за прв пат во овие европски надпреварувања. Така што она што не очекува тука во Радовиш, би рекол на наш домашен терен, е исто така неизвестност, добра игра од двете екипи. Ми нагласи само дека Кол Ил се доста искусна екипа, игра доста дисциплинирана, скандинавска одбојка, која што ја краси со доста одбрана, неизвестности и, како што кажав, карактеристика кај нив е школската скандинавска одбојка. Така што би било тешко за нас, меѓутоа ние покажавме таму дека балканскиот менталитет може да проработи на гостински терен, ние ко помлада, далеку помлада екипа. Тука на домашен терен во Радовиш се надевам дека теренот и како ни одговара и дека ќе успееме да анулираме таа предност од 3 освоени бодови за нив и дека би се изборили за оној златен сет со кој што ете доколку би го добиле, продолжуваме понатаму. Ристевски ја повика публиката да дојде во Радовиш и да ги исполни трибините до последното седиште и да биде силна поддршка кон остварување на целта. И ова би било некој апел. Публиката веќе се мобилизира, но би сакал јас лично од моје име да ја повикам во што поголем број, пред се да гледат квалитетна одбојка, меѓународна, а и да не поддржи да достигнеме до овој резултат кој што го посетуваме. Влезот е слободен, а тоа ќе биде причина плюс за да се исполни салата до последното седиште, не само со штипска публика, туку и со радовичка, како и со публика од цела Македонија, а надпреварот започнува во 19 часот.